Чокиците прашањата, гледаш? Она што деновиве се случува е фактички признанието на бандата на Груевски, Мијалков и Ставревски од ДПМН е дека изборите ги краделе. Тоа е иницијативата што е поднесла пред Уставниот суд за аболиција за изборни измами од страна на претседателот на државата. Ние претседател на државата немаме сега, ама тоа право може да го злоупотреби Ѓорги Иванов. Она што гледате и ние дека го правиме е даваме поддршка на сите оние граѓани кои што се изреволтирани и кои што апсолутно го креваат својот глас против оваа неправда, против овој обид на криминалците да се извадат. А пак ќе кажам, ова е најдобрата потврда, признание дека изборите не ги добивале, туку ги краделе. Но нема да им помине. Утре во 18 часот во Скопје е закажан протест од страна на владините организации кои што и sada самоофицијално денеска го поддржа. Ќе се собереме таму и ќе останеме се до следниот ден кога се одлучува, за да им порачаме на судиите од Уставниот суд да го почитуваат Уставот. Само бараме од нив да си ја вршат професионално својата работа. Нашата програма, со која што ќе настапиме нови избори, е единствено наменета кон отварање на нови работни места, кон шанса за младите и кон намалување на нееднаквоста. Што сакаме да направиме? Преку разни мерки, механизми, политики, државата се откаже од своите дел од парите за сопствени потреби и да ги даде во џеповите на граѓаните. И туку имаме конкретни мерки. Значи, зборуваме за отварање на нови работни места за младите. Предвидуваме бизнис инкубатори во кои што на 320 најдобри идеи за почеток на бизнис, државата ќе им додели 10.000 евра неповратна помош. Тоа не се кредити, не треба ги вратат тие пари. Во делот на социјалната помош. Сега, социјалната помош е сетирана на 5.700 денари. Зборуваме за 4-члено семејство кое што нема други извори на приход. Со овие пари, овие луѓе не можат да сврзат крај со крај. Ветуваме дека веднаш ќе зголемиме социјалната помош на 12.000 денари. Тоа е минимум средства за едно семејство да може да сврзе крај со крај ако нема други приходи.